Литија за Богородица во Неготино и две теми од образованието. Прво со гостите од Неготино, тројца се на број, иако петмина го направија она што го направија, за кое што ќе зборуваме ова утро. Велиме добро утро за Хаджилија Јанчев од крајната точка па до мене, од Православното здружение Света Гора, Димитар Јовановиќ и Зоран Панев. Добро утро за сите тројца. Да. Да, тоа е празникот до кој ден се до Спасовден. Од Великден до Спасовден. Да. Литија за Богородица во Неготино. Ќе ни кажете детали. Прво ќе ни кажете што е тоа Литија. Литија е иконата кога пристигна во Неготино и со свештенството по Вардарско се упатиме кон црквата во селото Тимин, рождество на Пресвета Богородица. Имаме инсерти од ова, може да погледнеме во меѓувреме додека разговараме. Да. Кој се упати, која сочинуваше групата? Групата состојуваше голем број на верници, свештеници, гости. Да. Од каде дојде иконата Богородица, од каде ја преземавте? Иконата дојде од Република Грција, од Света Гора, да, од манастирот Дохер, да, там ние, браќите светогорци, одиме на Света Гора, добивме благослов од игуменот, да ми дозволи да ја донесеме иконата, побаравме благослов од и после ја почнаме процедурата за да ја донесеме. Да, имате ли добра соработка со верниците од Грција? Да, ние оиме таму често. Неколку пати. И таму не пречекуваат многу добро и со нив сме ептен во блиски односи. Да. Што значи ова здружение, православно здружение Света Гора? Тоа е некое институционално организирање или слободоумно организирање некако? Слободно, да. Ние сами си го организираме. Ка братство едно го направиме од Света Гора, тие што име, па има доста. И кој членува во ова ние здружение? 5 души го направиме. Да, има и доста членови што бира на Света Гора, да. Така. Како успеавте да ја кажавте, го кажавте патот на иконата по кој што патуваше? Ќе ни кажете, беше тешко или лесно сето тоа да се организира и до кога ќе биде иконата во и на кое место прво е иконата и до кога ќе биде таму? И задржаваме сите протоколи. Го пречекаме братството Дохер на граничниот премин Богородица и заедно со многу верници ја донесовме иконата во селото Тиминик. Голема благодарност на Министерството за внатрешни работи за безбедноста при пристигнувањето на самата икона. Иконата останува во селото Тиминик за секогаш. Разлика нема измеѓу иконата во Тиминик и иконата во Струмица. Иконата е иста. Чудотворното дејство е исто што протекува низ неа. Ги покануваме сите православни христијани и останати граѓани да повелат да дојдат на поклонение и да се помолат на иконата. Да. Оти има големо дејство, чудотворно што протекува низ неа. Зошто токму од Света Гора е донесена оваа икона? Зошто Света Богородица брзо послушничка потекнува таму од Света Гора, од манастирот Дохер. Да. И се верува дека молитвите што ги упатуваме на нејзе ни ги остварува брзо, да ни дава голем благослов. Доста помогнала на многу луѓе. Многу чудни чудеса се имат случајно. Да. Се претпоставува и дали е вистина дека на Света Гора друга жена нема стапната никогаш? Да. Така и игуменот на Дохер ни каже дека таму до сега нема стапнато женска нога. Да, тоа место е на мајка Богородица и она така кажала дека освен она не сака друга жена таму да присуствува. Да. Од тоа не она си нашла таму мирот. Да. Тоа место. Има ли интерес меѓу македонците, меѓу православните македонци за посета на местата на кои што се наоѓаат? Еве споменавте и Струмица, сега и во Неготинско. Да. Доаѓаат? Тоа беше на 14-ти, значи имаме доста верници, доста гости, имаше доста верници на поклонение и за молитва, бидејќи иконата стварно може многу да му помогне на човеците да се замолат, али со чисто срце и душа. Да пристапат кон неја, да си ја кажат своите мака, да се замолат и тоа дека ќе се оствари, али со чисто срце и душа. Да. Иако Богородица не ги знае нас сите
наши проблеми ще ги имаме, али да го искаеш со твоја срце и душа чиста пред нея, да се поклониш и да се помолиш. Да, споменавте дека нема разлика меѓу она што се случуваше во Струмица и она што се случуваше во Неготино. Предпоставуваме дека и таму и во Струмица има сигурно голем интерес за посета на иконата. Има ли на други места низ Македонија вакви настани? Ова е нашата е втора копија во Тименик, во селото Тименик, Крвешкиот регион, иначе седмо во светот, што е испаднато од Дохиер манастирот на Света Гора. Каде се другите, знаете, имате Да, информација? јас ги знам. Првата икона е на Света Гора, втората е во Ерусалим, трета е во Москва, во Русија, четврта е во Киев, Украина, петта е во Струмица, шеста е во Кипар, седмата е во селото Тименик, Неготинско. Со ова е уште еден показател дека православната вера потекнува од тука и дека она што е забележано како фактографија низ историјата е вистина. Ќе продолжите ли понатаму со активности во вакви слични? Ќе продолжиме секако дека ќе продолжиме. Ќе помогнеме каде што фале, што треба. До наш домет кај колку можеме. И нашето дружение помага и онака на хуманитарни цели. Тоа беше целта на прашањето. Помагаме на хуманитарни цели, да. Да, дали можеби ќе се прошири издруженијето, дали можеби може да се случи некоја институционална рамка да донесе да го зголеми бројот на членството. Поканете се сите што сака да се приклучат со нас, сите се добродојдени и поканети. Нека повелат, нека не контактират. Значи има влез, нема излез. Сега уште еднаш само да на крајот на разговорот да напоменеме кога се може да се види икона. Иконата може да се види секој, односно не секој работен ден, туку секој ден во неделата. Црквата е отворена, да повелат сите, паче повторам да повелат сите православни и останати граѓани и од Република Македонија и надвор од неја. На поклонение и на молитва. Привлекуваат ли туристи од странство ваквите моменти? Кажавте, низ кои се земји ги има иконите. Одат ли православните верници секаде да ги погледнат сите? Доста гости специјално си дојдоа за, како го разбраа за иконата, дека на 14 ќе дојде во Тименик, специјално си дојдоа од која Швајцарија, која било каде по Европа. Македонци или и други? Македонци. Што некој се од Тименик, од Неготино. Познанието во Струмица како било дека имат гости многу од страна, тоа очекуваме кај да. Зборуваме странски државјани од други земји, да. А за нашите виши да се бидејќи таа е чудотворна икона, му помага на луѓето, така да секој си нашол некој помошник, некој амин од неа. А вербата најдолго останува со човек. Да, тоа не е битно. Без вера нема ништо. Ви благодариме што утро бевте со нас. Литија за Богородица во Неготино, редоследно Хаџилија Јанчев, Димитар Јовановиќ и Зоран Панев од Православното здружение. Да, последен збор, ќе имате последен збор. Да, сакате сите тројца или? Еве, јас сакам нешто да кажам. Да истакнам голема благодарност. Уствари не можам да искажам таа што ја чувствувам за господинот митрополитот Агата Ангел Повардарски и игуменот Амфилохеј од Дохиер од Света Гора, што не удостои да ја има ова светиња во нашиот храм. Света Богородица во селото Тимник, Неготино. Вие или тоа е главното она што требаше да се каже? Тоа е главното, голема почит до црковниот одбор на селото Тимјаник, до жителите на селото Тимјаник, што работеа деноноќно да се оствари организација ова голема. Голема организација, долго време треше, али успешно. На крајот успешно се. Да, и на крајот неготинчани уште понешто се уникатни на овој бел свет, така што ќе се потрудиме да дојдеме, да видиме. Па и да регистрираме со камерата, да видиме што се случува таму. И благодариме што утро бевте. Благодариме на вас.